Одлуката на председателот Иванов по консултациите со партиите мандатот за состав на нова влада да го додели на тој кој ќе докаже дека има мнозинство во собранието не е ниту кршење на уставот, ниту преседан, ниту самоволие, како што обвинува опозицијата. Освен уставното начело според кое шефот на државата го доделува мандатот на оној кој ќе достави писмено известување дека има обезбедено мнозинство во собранието, на страна на одлуката на Иванов се и искуствата од минатото, особено случајот од 1992 кога по падот на експертската влада на Клюсев, тогашниот председател Глигоров мандатот за состав на влада и го додели на СКМ ПДП, денешната СДСМ, само поради тоа што таа партија обезбеди мнозинство во собранието. По падот на владата на Клюсев, ВМРО ДПМН во собранието имаше најмногу пратеници освоени на изборите во 1990-та, но не и мнозинство за состав на владата. Затоа како денешниот СДСМ, тогашниот СКМ ПДП го добива мандатот, сведочи изјавата на Петар Гошев, тогашен мандатар. Успеавме да формираме големо парламентарно мнозинство. Во него учествуваат речиси сите парламентарни групи, освен парламентарната група на партијата ВМРО ДПМН, зашто мене исто така ми е жал, бидејќи и таа парламентарна група можеше во момент и таа партија да партиципира. Уште поексплицитен е и примерот со враќањето на мандатот од Гошев, кој не успева да состави влада, токму поради мнозинството на СДСМ во парламентот. Глигоров повтор пат таа 1992 година и го враќа мандатот на СДСМ, но овој пат како мандатар се јавува Бранко Црвенковски. Гошев деноиве тврдеше дека мандатот го вратил веднаш штом го добил од Глигоров, но изјавите од архивите и неговите неодамнешни сведочења за тие настани во документарецот за 20 години независност покажуваат дека тој ги искористил 20 дена законски рок за состав на владата. Поради притисоци за кадровски решенија, тој се повлекува. За жал работите почнаа да се одвиваат поинаку од почетната согласност и подршка. Но за жал кога почнав да ја составувам владата, се премина кон практика, треба јас да бидам поштенско сандаче. Овој може, овој треба да биде, оној да биде. А така широко ветените листи, од кои можам да изберам соодветни кандидати за состав на владата, беа мошне стесните. Доказ дека Гошев мандатот го вратил дури по истекот од 20 дена има и во архивите на председателскиот кабинет. Во тогашната писмена изјава што ја објавува денешен дневник, Гошев напишал: заклучно со денешниот ден, 20 дена водев интензивни преговори и консултации за да го обезбедам соодветниот состав на владата. Состав што ќе може да одговори на тежината на задачата што ја носи таа функција тој орган, особено во овие тешки и би рекол судбински денови за Републиката. За жал, работите почнаа да се одвиваа поинаку од почетната согласност и подршка, стои во изјавата на Гошев испратена до Глигоров на 6 август 1992 година. ВМРО ДПМН е тогаш на чело со Ѓоргиевски поднесува иницијатива до Уставниот суд со тврдење дека Глигоров го прекршил уставот со тоа што го доверил мандатот на Црвенковски како кандидат од иста партија од која претходниот мандатар и го вратил мандатот, но Уставниот суд се произнесол со решение дека нема прекршување на уставот. Сличен е и случајот и со составот на првата влада во 1991 година. Според сведочењата на Ѓоргиевски и Гошев, пресудно за незиното составување било токму мнозинството во собранието. Киро Глигоров, како председател, не сакаше да прифати премиер прво долго време од ВМРО ДПМН. Притисокот се сврте кон мене. Како сега јас тоа за со Љупчо ќе преговарам? Па има 31 пратеник. Или ќе формираат тие влада, не можат сами, или ние ќе формираме влада, не можеме сами. Ајде потоа рече, дајте ми 4 кандидати. Му дадовме 4 кандидати, на кои, да речеме, тие 4 кандидати типувавме на Александар Лепавцев. Мислам дека не беа свесни дека давањето на гласовите значи давање на власт. Јас мислам дека добар дел не беа ни свесни за тоа. Во таа прва експертска влада, начело со Клюсев, апсолутно не се работи за влада, иако таа сенка остана до денеска, тоа не беше влада на ВМРО ДПМН, тоа беше лична влада на господинот Киро Глигоров. Инаку покрај последната одлука на Иванов, тој деноиве беше предмет на напад и поради тоа што побарал од партиите кои ќе ја состават новата влада да имаат два клучни приоритета, што според опозицијата значи дека председателот наметнува услови, односно го условува идниот мандатар. Но праксата покажува дека тоа не се никакви услови, туку политички ставови на председателот за идните приоритети на новата влада. Нешто што го барал и Глигоров од тогашните мандатари.